Гласници на надежда. Глава 20. Вера што делува. Во моето искуство и изучување научив дека секој верува во нешто. Широко распространетата практика на религиите го докажува тоа. Дури ако човек практикува многу чудна религија, самиот факт дека тој практикува некаква религија докажува дека верува во нешто. Всушност, јас би рекол дури и обидот да се задуши религијата докажува дека секој верува во нешто. Оние што го негираат Бог не би работеле на тоа толку напорно ако не верувале длабоко во нивните срца дека тој навистина постои. Ние сме создадени со способноста да веруваме. Тоа е еден истакнат квалитет што не одделува од животните. Тие не можат да веруваат. Тие не се создадени така. Создадени сме да можеме да веруваме. Беше цар Давид кој еднаш рече: глупавиот си рече во неговото срце, не постои Бог. Цитирам од Библијата, мој пријателе, зборовите на цар Давид, кој рече: само безсмислена личност, глупавиот ќе каже дека не постои Бог. Тоа ме навраќа назад на мојата изјава: секој верува во нешто. Од голема важност е во што веруваме и како нашата вера се однесува. Во овој текст од Библијата, Евангелие по Јован, 5 глава, од 1 до 14 стих, ние имаме искуство од Исус кога тој направи чудо во Ерусалим. Потоа беше јудејски празник и Исус се искачи во Ерусалим. А во Ерусалим при овчата врата има бања со 5 тремови, на еврејски наречена Витезда. Во нив лежеа мнозина болни, слепи, хроми и суви, кои чекаа да се раздвижи водата. Затоа што ангел од време на време слегуваше во бањата и ја раздвижуваше водата, а кој прв ќе влезеше од како ќе се разбрануваше водата, оздравуваше од каква и да било болест да страдаше. Таму имаше еден човек кој лежеше болен 38 години. Кога Исус го виде како лежи и кога дозна дека веќе долго боледува, му рече: сакаш ли да оздравиш? Болниот му одговори: Господине, немам човек да ме спушти во бањата кога ќе се разбранува водата, а додека дојдам јас, друг слегува пред мене. Исус му рече: стани, подигни ја својата постела и оди. И човекот оздраве веднаш. Ја зеде својата постела и почна да оди. А тој ден беше сабота. Затоа јудејците му рекоа на оздравениот човек: сабота е и не смееш да ја носиш постелата. Но тој им одговори: оној кој ме излечи ми рече: подигни ја својата постела и оди. Тогаш го прашаа: кој е човекот кој ти рече: подигни ја својата постела и оди? А исцелениот не знаеше кој е, затоа што Исус се отстрани, бидејќи имаше многу народ на тоа место. Потоа Исус го најде во храмот и му рече: ете, оздраве, не греши повеќе, за да не те снајде нешто полошо. Човекот отиде и им кажа на јудејците дека Исус го излекува. Ова искуство на овој болен човек ни го покажува процесот каде што верата е доведена во акција. Затоа сакам да зборувам за вера што делува. Еве го првиот процес. Човекот чекаше. Библијата ни кажува дека мноштво чекаа. Имаше големо мноштво безпомошни кои чекаа. Чекаа со очекување, затоа што овој базен беше познат како место за исцелување. Тие доаѓаа, многу од нив. Сите беа болни, слепи, хроми, суви, луѓе со секакви проблеми. Овој човек дојде и чекаше. И чекаше. Чекаше за тој момент на исцеление. Јас сакам да ти кажам, мој пријателе, за да действува верата, мора да постои еден вид на чекање, на очекување, кога ќе дојде моментот на искуство. Овој човек беше во тој процес, чекајќи го правиот момент кога тоа исцеление во базентот ќе настапи. Но имаше повеќе во вера што делува, од тоа само да се чека. Кога Исус го виде како лежи и кога дозна дека веќе долго боледува, му рече: сакаш ли да оздравиш? Човекот му кажа колку е безпомошен. Ова ме води кон вториот процес, каде овозможува верата да делува. Тој беше уморен, тој беше болен 38 години. Можеби тој беше роден со оваа болест. Можеби тој беше 38 години стар и друго ништо не знае, освен да е. Тој рече: јас доаѓам тука и чекам.
и чекам кога ќе се разбранува водата. А додека дојдам јас, друг слегува пред мене. Со други зборови човекот сакаше да каже: јас сум безпомошен. Јас дојдов тука многу пати и секогаш се враќам како што дојдов. Јас не можам да направам ништо за себе и никој не ми помага. Тој не знаеше дека неговата вера поминуваше низ процес од голема важност. Тој призна дека не може ништо да направи за себе. Тогаш беше возможно за Господ да направи нешто за него. Тоа е вистина и за тебе, мој пријателе. Чекањето е важно, упорноста е важна. Тогаш доаѓаш во позиција каде што согледуваш дека ништо не можеш да направиш што може да ти помогне. Исус му рече на човекот: стани, подигни ја својата постела и оди. И тука го имаме третиот процес од верата на овој човек, која ќе ја доведе да делува. Тој одеше. Кога Исус ја даде таа зачудувачка команда, тој стана. И човекот оздраве веднаш. Ја зеде својата постела и почна да оди. Немаше двоумење, немаше прашање, немаше чекање. Кога Исус му ја даде таа зачудувачка команда, тој веднаш стана. Тој го направи тоа што Исус му заповеда да го направи. Без одлагање. Никој не требаше да дојде за да го подигне, затоа што зборот на Исус го исцели и тој се подигна и одеше. Тој ја подигна својата постела и тргна кон храмот да се поклони и да го прослави Бог за неговото исцеление. Дали знаеш зошто тој можеше да оди? Тој можеше да оди затоа што направи така како што Исус му кажа. Тој не се расправаше или пак да си одеше по друг пат. Кога Исус му заповеда, тој веднаш одговори. Затоа тој одеше. Неговата вера презеде акција во тој момент. Ова ме води кон четвртиот процес кој направи верата да делува. Тој беше добро. Ова може да го наречете резултат на вера во акција. Прашањето беше: сакаш ли да оздравиш? И откако тој оздраве, им одговори на оние што го испрашуваа за неговата работа, за носењето на неговата постелнина во сабота. Оној кој ме излечи ми рече: подигни ја својата постела и оди. Кога Исус го најде во храмот, му рече: ете, оздраве. За 38 години беше болен, но сега е оздравен, исцелен од долга 38 годишна болест. Ете, оздраве. Не знам кои се твоите проблеми. Може би имаш некоја физичка болест. Ако не го познаваш Исус Христос, тогаш имаш духовна болест. И може би е долго време. Но исто како и овој човек, ти мора да делуваш во вера и да го слушаш што Исус ти кажува. Дали сакаш да оздравеш? Делувај во неговиот збор и ќе ти биде добро во духот. Да ја ставиш верата во акција, запамети ги овие 4 процеси. Процесот на чекање, процесот на умореност, процесот на одење и процес на оздравување. Сега види како можеш овие да ги примениш. Чекај, не се откажувај кога си уморен. Кога тој ќе ти каже да одиш, оди и ќе бидеш добро според неговиот збор. Гласници на надежда.